Здраво и добре дојдовте во новата епизода на Филографи подкаст. Денес ќе зборуваме за една тема која, иако сите ја знаеме, ретко која зборува гласно. Нешто што ти се провлекло низ мислите барем еднаш, ако не и секој втор ден. Некој ќе купи нова кола, ќе отиде трет пат во Дубај. Некој ќе отвори бизнис, ќе купи стан, ќе биде поканет на телевизија и првата реакција, дури и да не ја кажеш гласно, во главата ти звучи вака. Со кој пари бе, брат? Шо прави оваа? На кого е швалерка? 100% не се честно заработени пари. И баш за ова ќе зборуваме денес. Зошто толку силно не бодат во очи богатите и успешните? Зошто секој што се издвојува одеднаш станува непријател? И што кажува тоа за нас? Пред да почнам, ако сакаш ваков тип на теми, ако и ти мислиш подлабоко и малку пореално од просекот, удри еден subscribe. Не боли, не бара пари. Не затоа што јас барам, туку затоа што некој треба да ги кажува ваквите работи гласно, а и ќе ни биде појако ако сме повеќе. А сега да влеземе во длабокото. Да бидеме искрени, кај нас зависта не е грев, туку навика. Не е ништо лично, ама штом некој ќе покаже дека успеал, нашата прва реакција е сомнеш. Како да имаме внатрешен аларм што се вклучува веднаш кога некој ќе испадне повеќе од нас. Ние не ги мразиме богатите затоа што имаат, туку затоа што ние немаме. И не само пари, туку самодоверба, храброст, идеја, време, дисциплина. И додека некој гради, ние критикуваме. Оти е полесно. Полесно е да речеш има врски отколку да признаеш јас не се ни обидов. Полесно е да речеш спонзоруша, отколку да се запрашеш што може таа, а што јас не можам. Полесно е да мразиш отколку да се менуваш. И што правиме тогаш? Сите што успеале во нешто ги ставаме во ист кош. Кој има јака кола, криминалец. Кој има фирма, работи на црно. Кој има следачи, сигурно си ги купил. Не е возможно да е толку паметен. Има ли навистина такви случаи? Апсолутно. Но проблемот е што не веруваме никога е вистински. Кога некој си го скршил грбот од работа, учел, градел, ние пак не веруваме. И затоа, од време на време, тие луѓе едноставно се тргаат на страна. Некои заминуваат во странство, некои се повлекуваат јавниот живот и си уживаат во успехот. Ние пак остануваме тук. Седиме, зборуваме и се чудиме зошто не бива. И да, имаме и друго нешто, менталитетот. Седи си тивко. Искрено, не се работи само за завист. Тоа е премногу едноставно објаснување. Тука се мешаат и други нешта. Разочараност, чувство на неправда, неисполнетост и навика. Да, навика. Ние сме пораснати во култура каде што не се фали е воспитување, а успехот на другиот е опасност. Од мали не учеле дека скромноста е врвна вредност, ама не во здрава смисла, туку во токсичната. Не се покажувај, ке те урочат. Не зборувај дека ти оди, ке те мразат. Седи тивко, ке те приметат. Не зборувај гласно, ке те осудат. И така растеш со идеја дека е погрешно да успееш или уште полошо, да се гордееш со тоа што си успеал. Па така, ако некој од нашето обкружување се истакне, веднаш следи. Абе, се прави па фраер. Не знае, заборави од каде потекнува. Ке му се врати, ке видиш ти. Како да постои некое непишано правило. Немој да бидеш подобар од останатите. Или ако веќе си, барем не покажувај. Сме создале општество во кое поуспешниот не е пример, туку е цел на хејт. А тоа не прави затворени, блокирани. Буквално си ги пукаме фрустрациите. Ова е тешко да се признае, ама мора да се каже. Често, кога хейтаме некој што успеал, само бегаме од одговорноста кон самите себе. Не сакаме да прифатиме дека можеби не сме доволно дисциплинирани, дека сме мрзливи, дека си го трошиме времето на скролање и кафе муабет наместо на дела. И хейтот ни доаѓа како утеха. Знаеш што ни смета најмногу кај туѓиот успех? Што го чувствуваме како потсетник дека ние не се мрднуваме од место. Ни смета тоа што некој има. Ни смета тоа што не сме ние. Ни смета што некој има фирма, ама исто ни смета што ние уште мислиме дали да аплицираме. Ни смета што некој живее во странство, а ние се уште се плашиме од промена. Ни смета што некој си прави рилсови, а ние немаме храброст да почнеме да снимаме видео. И нормално, кога ќе се соочи со таа внатрешна болка, рефлексно ја префрлаш на другиот. Ма не е он ништо посебно. Имаше среќа. Нема потреба да се трудам. Сигурно и тој нечесно заработил пари. Јас сум чесен, затоа не успевам. Ова е многу удобна лага,
ама на крај празна. Или имаш и мене некој да ми даде и јас ќе успеам, ама не на сите им е дадено, некои се борат и го добиле тоа што ти чекаш некој да ти го даде. И така, омразата што ја чувствуваме често не е насочена директно, туку е збркана, фрустрирана, безцелна. Како да пукаш во магла. Пукаш, а не знаеш каде. И затоа, кога ќе си легнеш навечер, останува само едно прашање. Што направив денес за да бидам таму каде што сакам? И ако одговорот е ништо, ама мразев други што се таму, тогаш нема утех, само горчина. И во создавањето на тој хейт, вина имаат моите омилени медиумите. Што гледаме секој ден? Инфлуенсери без јасна работа, ама со 5 покани за подкаст. Љубовни драми на YouTube. Бизнисмени што не можат реченица да состават. Се промовираат вредности кои немаат врска со труд, ум, талент. И тогаш, кога ќе се појави некој стварно вреден човек, не му веруваме. Затоа што не се вклопува во шаблонот на успешните примери кои ни ги сервираат секој ден. И како да излеземе од ова? Прво, мора да си признаеме. Да, ни смета туки успех, кога не се чувствуваме добри во сопствениот живот. Да, полесно е да кажеш среќен е, отколку подобар е во нешто. Ама додека го правиме тоа, се мразиме себе си, не нив. Второ, почни да гледаш на успешните луѓе како на огледало. Ако некој може, значи можеш и ти. Ако некој успеал, прашај се што можам да научам. Не како да го надмудриш, туку како да го стигнеш или да го надминеш по своја. И трето, не мери се со другите, мери се со себе. Дали си подобар од вчера, од минатиот месец? Тоа е вистинскиот напредок. И ако не можеш да поднесеш туки успех, најмалку што можеш е да не го саботираш туѓиот. Затоа, што додека ти мразиш, тој гради. Додека ти озборуваш, таа вложува. И додека ти објаснуваш зошто нешто не е возможно, некој веќе го живее тоа невозможното. Па кога ќе видиш дека на некој му оди напред, наместо да кажеш со кои пари, кажи си со каков труд, со каква храброст и можам ли и јас, затоа што вистината е едноставна. Нивниот успех не е твој пораз и твојата омраза не е нивна пречка, туку само твоја. Ако ти се допадна оваа епизода на Филографи подкаст, стисни subscribe. Не заради бројка, туку за да бидеме повеќе луѓе што размислуваат, што се менуваат, што ги кажуваат работите право во очи. Следниот пат, уште подлабоко, уште поискрено. А до тогаш, помалку хейт, повеќе љубов. Се гледаме пак.